Љупчо Георгиевски, поранешен премиер. Господин Георгиевски, добро дојдовте во овој специјал за 30 годишнината од независноста на Република Македонија. Едно сведоштво ми треба. Како изгледаше тој 8 септември 91 малку сега од дистанца? Да. Каква беше атмосферата? Каде беше Георгиевски? Многу некако различни толкување или ставови од и од оние повозрастните кои што се живи сведоци. Што се случуваше? Да. Па еве, самата бројка 30 јас се доживувам како историја. Значи самата бројка 30, да имаш 30 години независност е навистина историја. И еве ќе ми дозволите на сите граѓани на Македонија да им честитам навистина овој значаен јубилеј. Што се случуваше на тој 8 септември? Вие сега ме представивте со функција само поранешен премиер, меѓутоа бидејќи изборуваме за 8 септември, ќе се подсетам и функцијата поранешен подпредседател на председателот на Република Македонија. Токму заради тоа што кога се случуваше тој наистина ја имав таа функција после првите општи избори во Македонија. И знам дека сега дали беше 20 на дена, дали беше месец дена пред 8 септември, во Македонија имаше агитација, значи државата реши да прави агитација за референдумот. И знам дека јас како подпредседател тогаш и како лидер на ВМРО ДПМН во тоа време, бев многу активен во целата таа агитација, за разлика од многу политичари кои беа многу пасивни, да речеме, во целата таа кампања, затоа што предпоставувам, можеби не беа уверени до крај во концептот на самостојна Македонија или пак беа премногу уплашени, затоа што сепак да не смееме да го заборавиме стравот под кој се случуваше процесот на осамостојањето на Македонија, понекогаш и гледам многу малку се како да сакаме да го заборавиме тоа како психолошко олеснување, меѓутоа стравот од можен напад од силите на Милошевиќ во тоа време, од бивша југословенска армија, беше многу голем, навистина изречито голем. И така, како што целиот тој период беше военен страв, јас мислам дека и самиот ден 8 септември, кој инаку го поминав нели во Скопје, а вечерта го поминав на Бината, кај што се дочекуваше резултатот, беше, значи, и возбуда, и нетрпение од резултатот, меѓутоа и страв. Мислам, рационален човек не можеше да не се плаши во тој момент. Апсолутно. Денот беше тензичен. Кога веќе ги спомнувате Милошевиќ тие сили. Па беше тензичен, беше Имаше ли јавување од Србија? Значи вака се, ако некој не го интересирало, најверојатно за него не бил тензичен ден, си бил обичен ден. Меѓутоа за оние кои активно учествуваа во процесот не може да не биде тензичен, затоа што тие гласини, че мене никој не ми се јавил од Србија, меѓутоа тие закани, тие опасности дека може да дојде удар на југословенската армија беше, значи, константен, присутен дури до самата вечер, и прогласувањето и после прогласувањето. Сите чекавме дека може нешто да се случи така. А Георгиевски тогаш беше млад, со долга коса, се сеќаваме сите во собранието и кога излеговте на собраниската говорница, велите ќе имаме своја држава, ќе имаме своја репрезентација, ќе имаме своја валута, своји денари, така натаму и така натаму. Колку пасоши, колку луѓе беа свесни, затоа што ние генерално и сега ако прашате дел од луѓето, имаме југоносталгија некој. Колку беа свесни луѓето дека дали ние ќе можеме да функционираме како самостојна држава, уште повеќе имајќи ги во вид крвопроливањето кој што се случува во бивша Југославија? Гледате, јас морам да ја кажам дека ние сега кога го идеализираме тој ден, денот на осамостојањето, нели го цениме како историски момент и го прикажуваме како една општа голема желба на македонскиот народ. И најверојатно тоа била една скриена желба на македонскиот народ и на многу македонски политичари, штом се случи. Значи, ако не било тоа желба, ако не било тоа сон, ако луѓето не го посекувало, не може да се случи. Меѓутоа, тој момент на покажување дека тоа се сака беше многу слаб. Значи, повеќе беше карактеристичен желбата Југославија да се спаси. Тоа беше нешто што беше по
појасна порака која излегуваше од македонска страна во тоа време, отколку тоа дека Македонија сака да биде независна. Дека Македонија сака да биде независна, тоа доаѓаше некако како јас многу пати сум зборувал и сакам да бидам критичен, не сакам да ги бојам работите, нели? Мораме да бидеме свесни за тој момент. Тоа повеќе доаѓаше, значи Македонија сакаме да биде независна ако се распадне Југославија, ако сите станат независни, па и ние тогаш ќе станеме независни. Малку подоцна беше во втора форма, ако Словенија и Хрватска заминат, ние нема да останеме со Србија во скратена Југославија и тоа беше прилично вака дефинирано. Меѓутоа, самиот концепт Македонија си сака заради самата себе да биде самостојна. За жал можам да кажам дека многу малку политичари го демонстрираа во Македонија и затоа кај нас постоеше и стравот дали референдумот ќе биде успешен на крајот. Меѓутоа, најверојатно, пазете сега, кога ќе анализирам сите тие други политичари, освен јас, беа од постарата гарда, Клюсев, Глигоров, па и Јандов, значи они го памтат тешките времиња на југословенството, кога се затварало, кога се носело во Голи оток, па мислам Клюсев дури и бил на Голи оток, и можеби целата таа предпазливост идеше од таму, дека окей, сега ни доаѓа шансата за Македонија да биде самостојна, ама дајте полека да газиме за да не ни се случи повторно нешто што така што морам да ви кажам, денеска кога зборуваме за самостојна независна Македонија, помладите генерации можеби си мислат дека тоа е одсекогаш нешто што ние го имаме, меѓутоа сметам дека ние навистина мораме да благодариме на Господ и на многу настани кои се случија независно од нас и некако Македонија исплива самостојна и независна во целиот тој процес. Господин Георгиевски, бевме ли подготвени за независност или бевме принудени заради крвопролевањето? Па гледайте, јас мислам дека не бевме неподготвени и тоа ќе ви го кажам. Значи, јас како потпредседател иницирав неколку седници на тогашниот Државен совет за безбедност и постојано ги поставував прашањата колку имаме државни резерви на храна, колку имаме државни резерви на жито, колку имаме сопствено наоружување, конечно колку имаме пари за да ја почнеме Македонија. И едноставно, значи, дефинитивно, ако Киро Глигоров, доаѓаме до оној момент, дека ако Киро Глигоров како председател не сакал да тргне во правец на самостојна и независна Македонија, Македонија немаше да стане самостојна и независна Македонија, затоа што сепак, како и да го сватите, тој како председател тогаш ги имаше узурпирано сите ингеренции и на владата и на председател. Значи, клучот беше кај Глигоров? Тој беше клучот, да. Дел од уставот, дел сам си го зема, затоа што кога ја направи експертската влада, практично тој управуваше со таа експертска влада. Меѓутоа, значи, освен таа елементарна желба што ја ценам дека на некој ниво се пробудиле неговите емоции на македонскиот патриотизам од младоста, кога знаеме дека има една историја нели таква негова. Тој беше многу пасивен околу создавањето на она што се нарекува логистика за самостојна и независна Македонија. И најдобар пример за тоа зборува, вие можеби се сеќавате, тоа долго време се повтараше во Македонија, дека Македонија кога се самостои имаше само 20 милиони долари државни резерви. И тоа е, сега можеме да го гледаме после 30 години како успех, кога ќе погледнеме дека сме на некој начин глобално стабилизирани како финансиски систем. Меѓутоа, јас го поставам прашањето дали требаше да биде така. И ќе ве потсетам дека во тоа време во Југославија секој си правеше упред во југословенскиот монетарен систем. Прво почна Милошевиќ со упад со негде можеби 2 милиарди долари во тоа време. Па словенците, па хрватите. Да не зборувам за она крадење меѓу фирми. Да речеме, фирма од Босна и Херцеговина ќе нарача од Македонија стока за 50, не мора 50 милиони, за 3 милиони долари. И не ја плаќа. Македонската влада и македонскиот систем воопшто не се грижеше за тоа. Од друга страна, кога македонска фирма ќе земеше од Босна и Херцеговина, ја притискаа преку тие нели тогаш механизми, дали беше тоа, не знам како се викаше тајна институција, долго владееше во финансискиот систем, ги притискаше што поскоро да си ги плати долговите.
И мислам дека дел од некои македонски бизнисмени стана баш заради тоа бизнисмени во тоа време, затоа што беа малку поитри од другите, земаа стока од Босна, од Хрватска, од Србија и направија некаков почетен капитал, а не го платија никогаш. Меѓутоа, обратно, јас ќе го кажам примерот кој ние го занемарим. Ние кога дојдовме, 98 година, само во Македонија табак имаше од 150 до 200 милиони марки долгови од фирми во Црна Гора, Босна и Србија. Значи, Македонија табак, што била? Била финансиер на процесите во овие три републики. Сега, најверојатно, тука има и приватен интерес, меѓутоа многу од тие пари, меѓутоа штетата била на Македонија. А и многу други македонски фирми, вие ќе подсетам на градежните фирми кои работеа по Ирак и не знам каде, каде што стана, исто така е наплатени огромни долгови. Значи, и конечно на крајот, ние кога прогласивме македонскиот денар, знам, сите југословенски денари ги собравме педантно и ги вративме на Белград. Тоа беше абсурдно. Тоа беше абсурдно. Тоа зборува дека немало подготовка за самостојна и независна Македонија, туку сето тоа беше некаде процес кој се одвиваше многу спонтано и настаните кои се случуваа од другите републики едноставно нас не примораа да станеме самостојни. И голем дел од јавноста кога ќе ја прашате, немаше крвопроливање во Македонија како што имаше во поранешните југословенски републики, особено Србија, Босна и Херцеговина. Кој е заслужен за тоа? Сега гледайте, немаше крвопроливања, меѓутоа кога ќе видите списокот на загинати војници од Македонија на територијата на бивша Југославија, мислам дека тој список е негде околу 60-70 војници. Сега, тоа не може да кажеме дека не е мала жртва. И сега го поставам прашањето дали можеше да има и повеќе и помалку. Јас ќе ја подсетам пак во таа подготовка на Македонија. Македонија многу доцнеше со повикувањето на сопствените војници назад во Македонија. На тоа се сеќавам, на тие прекукувања. И не само тоа, дури ќе подсетам на еден голем настан кога југословенската армија мобилизираше у 5-6 града, знам добро се сеќавам при Крива Паланка, имаше големи собиралишта на такви мобилизации на војници и требаше да бидат носени горе по Хрватска на фронтот. Мислам дека имаше и во Штип, ако се сеќавам. И во Штип, сигурно. Тоа со добро лажење. Јас се сеќавам на денот, бидејќи имал братовчет кој што беше војник, на денот на заклетвата, дозволете ги само, ќе ги вратиме назад. Во Штипа сигурно и во Скопје ги мобилизирале, сега не можеме да се сетам. И тоа мислам дека Ратко Младич беше тоа. И тогаш буквално тогашното ВМРО-ДПМН, не денешното, ја блокира тој процес. И знам, кој имавме Совет за безбедност, да речеме, Киро Григоров беше несигурен. Тој сакаше да ги прати тие војници, затоа што еве да се покажале дека ние не сме против Југославија. Тоа има седница на Советот за безбедност за тоа. Тоа двоумење. Да, тоа двоумење што ви го кажувам. Замислете, тоа сигурно беа 2-3 војници што во тој момент требаше да бидат пратени на бојстата во Југославија. Бојкотот на албанците. Сгрешивме, погрешивме? Дали тоа се рефлектираше после во 2001? Гледajte, јас морам да признам дека таа рана 90 и почеток на 91 година во Македонија имаше една инерција од политиката на Милошевиќ против албанците. И тука некако сите бевме во тој филм влезени. Јас ќе ја подсетам дека македонската комунистичка влада, која инаку сметам дека исто така има своја добра улога, зборувам за владата на Григорije Гоговски, која има своја улога околу самостојањето на Македонија, затоа што исто така таа ги помагаше тие процеси. Претходно направи една голема рестрикција под влијание на Србија на правата на албанците. Мислам, тогаш беше укинато педагошката академија и некои други работи што ги имаа албанците. И тоа, како што левицата, така и ние во десницата, малку бевме под таа антиалбанска атмосфера која доаѓаше од страна на Југославија, иако кога ќе размислам за тие први почетни барања на албанците и денеска што се случува со Македонија, тоа навистина не е споредливо. И
лично сметам дека на Македонија и фалеше малку визионерство во тој поглед, уште во самиот почеток некако да ги привлече албанците уште повеќе на своја страна со некои дополнителни права кои требаше само да бидат вратени, тоа што беше земено, не знам дали беше 87-88 година. Како на пример, мислите за педагошката, Па имаше некои други права тука кои беа укинати, имаше процес на промена на некои закони. Тоа беше директно под влијание на Милошевиќ. Вие знаете, тоа периодот беше кога укина Косово како автономија и Војводина. И ние се поведовме по тој тренд, може би имало инструкции од озгоре, јас не знам, да се оди во тој правец. И сметам дека како нова држава сме морале да сватиме дека треба сега нешто да се направи некој чекор на албанците. Јас ќе ја потсетам, Македонија беше последна република од Југославија, која побара прием во НАТО и прием во Европската унија. Сега некој ни е крив кога не оставаат на страна. Јас се сеќавам долго време у Македонија имаше една атмосфера дали треба да се зачленуваме у НАТО. Југославија веќе беше распадната, ние стануваме самостојна, а ние се уште се чудиме по кој правец да фатиме. Мислам, тоа беа апсурдни ситуации. Овде Америка одигра клучна улога. Америка во смисла на оној стратешки договор, во смисла на стратешки договор, како некој заштитник, ако можам така да кажам. Без дискусија, ако Америка не сакала Македонија да биде самостојна, не могла ни да биде самостојна. И сега имало лобирање за и против од разни држави, нели? Како што гледаме, Грција била против самостојна. Секој со својот интерес. Бугарија била за. Не знаеме како реагирала Австрија. Мислам дека Австрија реагираше за самостојна. Германија пак мислам дека и не толку лобирала за самостојна Македонија. Франција најверојатно повеќе се обидувала да ја спаси Југославија. Значи, имало најразлични лобирања, тука да не се лажеме, ги немаме правите информации, архивите не се отворени секаде. Меѓутоа, еве да речеме, ние секогаш доживуваме Германија како еден од носителите на распадот на Југославија, меѓутоа што излегува едни архиви на Геншер. Значи Геншер бил заинтересиран само Словенија и Хрватска да станат, да речеме, самостојни и независни и бил спремен другиот дел на Југославија да го остави на Србија. Што да речеме, ќе била за нас катастрофална ситуација, полоша од колку да била цела Југославија спасена. Значи, некојаш ќе се покаже дека работите не одело баш еднонасочно, туку имало најразлични лоби групи. Единствена добра работа за оптимистите е што Македонија е дел од НАТО, но за тоа плативме многу скапа цена, сменивме дури и устав. Прашањето е, предизвиците пред кои е исправена Македонија? Со Преспанскиот договор отворивме една врата, затворивме едно прашање, но Бугарија сега е пред нас. Имаме ли ние капацитет како држава, овакви какви што сме, а сме страшни, поделени, поларизирани, да направиме еден исчекор напред? Гледайте, Мишко, јас знам дека многу луѓе во Македонија Преспанскиот договор го доживуваат како трагедија. Јас не сум од тие и навистина не сметам дека во името Северна Македонија има нешто трагично. Тоа е еден географски опис на нашата држава. Иако се сложувам пак дека ќе беше многу подобро ако тоа беше само за надворешна употреба, што беше почетниот концепт, таков беше. За жал, заради премногу патриоти и премногу правење на патриотизам, дојдовме до таму да сега и за внатрешна употреба го имам исто тој. Вистински патриоти или? Како? Вистински патриоти? А не, во наводници. Кога нели измислува целата тај процес на антиквизација и сето тоа што имаше со тоа нели занесување по целиот тој процес кој што и изгубивме битката. Вториот момент сега што доаѓа со Бугарија, знаете, овој проблем со Бугарија некој го видел на време, меѓутоа не сакале да го слушат. Значи, јас само ќе ја потсетам зошто јас го имав етикетата на бугарофил уште од 90-та година, уште која формирав ВМРО ДПМН.
Затоа што велев во тоа време? Дајте да ја преиспитаме нашата историја, врховизам, централизам и конечно дајте да ја смениме политиката према Бугарија, дајте да бидеме пријатели према Бугарија. Тоа го направив, го формализирав со чинот на декларацијата и сега кога ќе гледате вие таа декларација, освен што требаше да бидеме пријатели со Бугарија, ништо не требаше да мениме друго. Се беше завршено со Бугарија. Значи, ние требаше со таа декларација само да се однесуваме пријателски према Бугарија. Меѓутоа, за жал, и тоа не знаевме да го направиме. Повторно од друг тип на патриоти, кои исто така продаваа некој патриотизм во таа насока. И сега на крајот дојдовме повторно да чекаме скапо да го платиме нашиот откон Европа понатаму. Има простор, претпоставувам, за компромис. Сега треба да видиме што ќе се случи со новата влада. Меѓутоа, дефинитивно и ние мораме да смениме во нашите однесувања нешто према Бугарија. Очигледно во Македонија секој може да напише што сака за таа држава и очигледно тоа некој го гледа таму и сега ни го трна на сите нас од глава. Значи, мораме да сватиме дека однесувањето и на еден поединец, посебно кога има и некој влијание, некој го цени и му придава значење. Вие гледате тоа со запалувањето на бугарското знаме во Македонија, тоа беше баш инцидент. Никој не го ни погледна. Меѓутоа до ден денеска го зборуваат во Бугарија како во Македонија им палат знамиња, нели? Господин Пуповски, каде бевте на 8 септември, кога беше прогласена независноста на Македонија? Во Скопје ангажиран околу спроведувањето на референдумот. Директно. Што значи тоа? Како работевте? Како бевте ангажиран за референдумот? Референдумот беше спроведен од државните органи, но тогаш имавме нешто што сега би делувало чудно, кампања унисона на тогашните партии, заедничка дури и меѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, по градови, по села, по населени места, со единствена цел да ги информираме зошто треба да се гласа за и да се спроведува. И тогаш имаше и посматрачи, и све ангажирани, да видиме дали се одвива како нормално на сите избори или на референдуми. Јас тогаш бев генерален секретар на партијата и Која беше вашата улога, точно вашата? Да ги координираме активностите што ги превзема СДСМ. И на изборните места имавме посматрачи, избирачи, дали во некои места се спроведуваат, дали има одзив, ако нема одзив да ги поттикнеме нашите членови да делуваат на тој ден населението да излезат, недела беше и така натаму. Датумот беше одбран по многу пресметки зошто е 8 септември баш. Зошто баш 8 септември? Па одлуката се носеше некаде во средината на јули. Годишни одмори, знаевме дека во текот на јули и август луѓето се дислоцирани од своите живеалишта, не само во одмори, туку во село, децата ги чуваат, пратени кај дедовци, родители и така натаму. А нужна беше потребата што побрзо да се направи и го определивме првиот датум во септември што е можен, мора да биде недела, неработен ден. Тогаш не пресметавме како денеска што би било дека може и неработен ден да се прогласи за да биде тоа. 1 септември недела, почнува школска година, сите ќе се вратат, но ценевме дека евентуално во недела ќе се враќаат. Па може би на 2 почнува школската година, нема да бидат сите дома, тогаш првата наредна прилика беше првата наредна недела, 8 септември, кога населението 99% ќе биде стационирано таму каде што живее, за да го оствари правото на глас. Добре. Го пишувавте вие референдумското прашање? Па, референдумското прашање, неговата суштина беше договорена на еден состанок во кабинетот на Глигоров. Предпоставувам имало и други состаноци, но оваа динамика, датумиве, начинот на кој ќе се спроведе, кога, зошто би било 8 а не 1 и така натаму, дали лето, се договори на тој состанок каде што бевме трите коалициски партнери без тогашниот ПДП, кој беше против референдумот, против таквото. Значи, СДСМ, тогашната
либерална партија или реформски сили, не знам во моментот како уште се вика, и социјалистичката партија. Беше председател Глигоров, Црвенковски како председател, јас како секретар на СДСМ, беше Стојан Андов од либералната со подпредседателот на партијата Зоран Крстевски и од социјалистите покоен Киро Поповски. Се договори ова што го зборуваме и многу други детали, што треба да содржи прашањето, сите тие замки околу можните проблеми со прашањето. Последно 2 сата рековме сега треба да се состави реченицата во номинална смисла како што треба да гласи. Председателот рече Глигоров: па еве Никола и Зоран нека се тргнат на страна, пола саат пауза, саат нека отприлика пробаат ова што го зборуваме да го формулираат. Зоран Крстевски. Зоран Крстевски. Да. Се повлековме во пратеничката група на тогашна либерална партија. Секретарката беше уште на работа, Цвета, мислам дека уште работи у парламентот како секретарка. Едно 3-40 минути направивме неколку варијанти, па членувањето, југословенските републики или републиките од Југославија, така, за да се знае кога ги членувате, да се знае дека сите 6, ако останат и така натаму. Но суштината не ја формулиравме, таа беше на состанокот. Претходно Глигоров сигурно имаше и други состаноци. Ние во СДСМ имавме состаноци, но еднаш мораше да се сумира сето тоа. Го формулиравме прашањето во 2 верзии со многу мала измена. Се вративме, го видоа сите 3-4 пати, тоа ли е тоа, тоа ли е тоа. Тоа. После се отиде во парламентот, во процедура, пратеничкиве групи наши ја предложија таа работа. ВМРО имаше некои колебања, они беа во опозиција тогаш. Колебања околу прашањето? Околу прашањето и околу тоа дали треба со референдум да се оди. Нивната позиција беше дека треба да се оди со одлука на парламентот, со донесување на парламентарна одлука, како што направи Хрватска, например, и Словенија, заради специфичностите на Македонија, кои денес важат, значи немаме пријателско опружување, немаме унисоност и така натаму, сметавме дека треба тоа да го, еве да употребаме еден израз, да го цементираме и бетонираме со волјата на народот, за да биде подцврста одлуката и да нема бегање после од неа. И затоа одевме, ВМРО имаше предлог до последниот момент практично дека треба да биде одлука на парламентот, но тогаш се сеќавате дека до доцна ноќе на крај попуштија во таа дебата, излезе нивниот председател, колку се сеќавам, и рече добро, прифаќаме, ќе одиме на референдум. И не направивме грешка, и ВМРО не направи грешка што го прифати тоа и се премисли, затоа што па тој референдум после ни даде бланко основа за прогласување на уставот под месец-два, за преговори со ЈНА да си ја напушти Македонија по мирни преговори врз основа на референдумот, а и Комисијата на Европска унија, така наречена Бадентерова комисија, само Словенија и Македонија тогаш оцени дека ги исполниле сите правни и политички аргументи на своја страна и услови да бидат независни држави, зашто имаат процедура која е соодветна. Да одевме само со парламентарна одлука, можеби немаше да биде така. Не сметам дека се направи грешка, дури после 30 години во таа процедура. Каква беше атмосферата? Можете ли да ја опишете? На денот на... Да, на денот на Да, можам да опишам. Јас не го напуштив Скопје, но во Скопје посетив во неколку општини сегашни, тогаш 2, пошто се меѓу многу изборни гласачки места и контакти со многу наши членови во тоа време. Дали се одвива, во основа беше како мирно гласање и свеченост, во основа. Значи, на денот на самото гласање, многу има современици, тоа ништо ново нема да кажам, беше свеченост. Едноставно луѓето одеа и гласаа. Остана една мала, еве да кажам така, дамка, што гласачите од албанско потекло, мислам албанците од Македонија, под влијание на тогашната ПДП, која беше единствена партија во парламентот од албанците, го бойкотираше и затоа и одзивот беше околу 70 и нешто посто, зашто тие 20% албанци не гласаа, а по тие што гласаа 97-8% беа за, што значи дека ако од денешен нагол гледаме дека и албанците денес веќе не се колебливи во тоа дали Македонија треба да биде самостојна или не, практично референдумот од денешен нагол е 100%, од тогашен нагол е 75-6%. Се обидувавте ли да ги убедите албанците дека да, е важно? Да. Во многу разговори со нивните со пратеничката група и политичкото раководство,
но они не прифаќаа, тоа резултираше и со они не го изгласаа ни уставот. Значи уставот се изгласа за жал без нив. Они прв пат гласаа позитивно за уставот, дури 2002 за уставните амандмани, кога се рамковниот договор кога се имплементираше и од тогаш се смета дека го прифаќаат уставот. Па уште една-две измени имаше во меѓувреме. Но до 2002 висеше дека они се изјасниле против, значи заради статусот на албанците во Македонија. Значи, по тогашниот вокабулар, они не прифаќаа дека се националност, тогаш беа националности, односно не се малцинство и така натаму, дека мора поинаков статус, не го гласаа тоа, значи ние бевме свесни дека да, според бројот они не се буквално малцинство, иако во политичката пракса сите држави имаат своји малцинства, ние ги карактеризиравме како националности, нели? Па после се реши тоа со тие зборови кои се сега од рамковниот договор префрлени таму, а тоа дека се заедници, албанска заедница, така, што не упатува на бројчаноста. Има други механизми, така до денешен нагол и тоа прашање е надминато, но албанците не гласаа. Дури ако се сеќавате, имаше непосредно, не се сеќавам во моментов пред или после тоа, дури парцијално партиско гласање за прогласување на нивна посебна држава или РИДА, кои некои функционери на ПДП, не на целата територија кај живеат албанци, но на некои делови, но тоа беше како една мала закана, но го пребродивме и тоа, не беше тоа сериозно. Очекувавте ли мирно раздружување, односно прогласување независно, со оглед на тоа што без неја војни во поранешна Југославија? Не. Мислам, очекувавме и се надевавме на тоа, но не бевме безгрижни дека, напротив, тоа беше една од клучните проблеми, еден од клучните проблеми, особено што ние прогласивме референдумска независност и уставна независност, во која напишавме во уставот од ноември, после септемврискиот референдум, дека нашата одбранбена сила е армијата на Република Македонија, тогаш Република Македонија, а де факто состојбата на теренот беше дека ЈНА ја контролира и тоа во најлоша форма, затоа што тогашното раководство на ЈНА, кое се концентрираше околу белградските кругови на Милошевиќ, ја исчисти армијата во Македонија од регрутите македонци. Практично нашите регрути сите беа прекомандувани или служеа надвор од нашата територија, тука беа грото луѓе од другите територии претежно со српско потекло, офицерскиот кадар исто, практично остана една армија под команда на Милошевиќ, со која почнаа преговори и кои завршија во мај 1992, значи скоро 7-8 месеци после тоа да си заминат, како што ние тогаш рековме, мирно, со договор, така наречен договор Глигоров-Аџич, тогашниот началник на генералштабот на тогашната уште ЈНА. До тогаш имавме проблем постојано и се донесе свесна политичка одлука дека подобро е да заминат и да однесат се, отколку да се случи тоа што го гледавме дека случува во Словенија, помалку, но во Хрватска и во Босна. А против Хрватска и Босна беа вовлечени и другите две републики со своји регрути, Србија и Црна Гора. Практично ние единствените останавме. Од тогаш веќе не праќавме нови регрути. Тие што беа затекнати гледаше, тоа е друг процес да се вратат побезболно. За жал изгубивме некои млади луѓе, но се заврши среќно. Кој е најзаслужен за тоа мирно раздружување, за без крв да се пролее? Без исклучок Киро Глигоров. Не најзаслужен, туку може се каже и заслужен во огромен дел. Значи, затоа што јас присуствував на 2-3 разговори, луѓето од другата страна кон него има личен респект, како рамен на себе. Значи, они со него разговара како сериозна личност и кога он зборуваше, со него разговара рамноправно. Мислам дека тоа се случуваше и во неговите односи со Милошевиќ, кој несреќно нели завршија пред атентатот. После он дојде од средба со Милошевиќ, но позитивна средба. И тој авторитет он го употреби и своето долгогодишно политичко искуство, дека ништо не вреди повеќе од мирот и животите. Не се сомневам, но можеме теоретски вака да претпоставуваме, ако имаше некој председател со помало искуство или што они не го уважуваа како рамноправен, неискусен, прв пат го гледаат, дека можеби ќе беа погруби.
Може би ќе го постигневме истото, но со поголема цена или погрубо, дури и со нешто. Но Глигоров мислам дека тоа го изведе, по мое мислење, далеку над сите други во заслугите. Они на никој друг не гледаа со авторитет во Македонија. Се однесуваа дури арогантно и бахато во односите со нас. Као, шта овој прича и така. Но со Глигоров поинаку. Тој имаше и лични средби со нив, поединечни. Верувам дека тоа пресуди. Да подсетам само. Глигоров тогаш потпиша спогодба за добрососедство со Република Србија, во која во преамбулата и во членовите пишува Република Србија и Република Македонија, врз основа на нивната историја и врз основа на асномските одлуки на македонскиот народ и е потпишана на македонски и на српски јазик. Значи во неа во правна смисла е ратификувана во Србија и во Македонија Република Македонија, македонски народ и македонски јазик и историјата со Асном. Тој договор го преговараше Глигоров со Милошевиќ. Тоа сега гледаме колку е тежината на тоа. Со другите соседи со ниеден не потпишавме до ден денес таков договор. Едните името, едните јазикот до ден денес. Црквата. Црквата, да. Добро, ама црквата не е предмет на државни преговори. Не. Да. Ете, веќе влеговме во тој пакет. Тоа ли се најтешките прашања за Македонија низ овој период што ги споменавте? Името, јазикот, соседите, односите со соседите. Па, тоа ли се најголемите предизвици и се уште остануваат тие предизвици? Во тоа време најголемите предизвици, да, овие, и уште други два, кои ги занемаруваме. И многу често кога правиме сега компарација на транзицијата во Источна Европа, ние сме на дното, но имаме една олеснителна околност во однос на тоа. Значи, Бугарија стекна политичка транзиција. Од социјализам преминаа во демократија, така? Или Романија, или Албанија, но они не направија нешто што ние паралелно го правевме. Не правеа независност, они си биле и предходно, само го сменија системот. Ние, за жал, во исто време, со уставот го менувавме и суверенитетот, независна држава, и политичкиот систем и економскиот модел, значи од едно самоуправно централизирано стопанство, кај што пазарната економија беше полупазарна, во чиста пазарна, и политичкиот систем од социјалистички во плурален, и плюс на тоа да градите независна држава во исто време. Тоа го немаа другите, освен државите од бивша Југославија и некои држави од СССР. Но они постигнаа меѓусебен договор. Ние не го постигнавме меѓу нас. Зборам во СФР. Така што тие три процеси се во исто време и сега обременети со армијата на Србија тука, со непризнавање од соседните народи. Европската унија не признава заради ветото на Грција. Имаме проблем со мирот во околината, така. И сега, дури денес човек кога ќе погледне наназад, се одеднаш во ист момент, во тие неколку години се случуваат, дури и чудо како успеавме да се излечеме. И сега ќе речете, перформансите на Македонија се помали. Па да, но знаете како, ние прогласивме независност, да, имавме собствена полиција и собствено судство, но немавме собствена дипломатска мрежа, нити дипломатија. Немавме собствена царина, немавме собствена парична единица, немавме собствена... Ништо. Да, значи... Сите предуслови монетарната политика од нула, така, одбранбената политика од нула. Другиве држави тоа го немаа. Бугарија си го имаше левот, си продолжи, така. Ние од нула моравме да почнеме. Транзицијата во мултиетничко општество е секогаш проблематична, распадот на државата во која сте живееле. Но ете, денеска е поинаку. Сега имаме проблеми кои се пожувијални. Платите какви ни се, дали имаме доволно непристрасни медиуми, така, дали имаме корупција, но тогаш тие проблеми беа небитни. Друго беше битно. Значи, тоа беа, според вас, најтешките периоди, најчувствителните? Да. И тие беа од 90-91 до 93-та отприлика, која не примија во Обединетите нации. А во овие 30 години? После тоа? Да. Па некои прашања се отворија наново, меѓуетничките односи се отворија, кулминираа после Косовската криза и со домашнава криза, што не е за занемарување. Откако се свати дека ова се заврши, се отворија вековните аспирации на соседите кон нас, кои се до ден денес. Гледаме колку непријателство било собрано, например,
во односите кон нас на една Бугарија. Сега го гледаме тоа, така колку подмолно било тоа први ве признавме, мислам. Тоа било заради тоа што сакаат после друго нешто да направат. И тоа ќе трае уште долго. Значи Македонија во изминативе 3 века или 2 века, кога сите од крајот на 18 почетокот на 19 успеале да го создадат тоа што треба на Балканот, никогаш немала поддршка од никого да го направи тоа, дури имала и оневозможување. Секое движење било оспорувано и уништувано од надвор, така. Една Русија ја ослободува Бугарија, но после гледа Бугарија да го невозможи македонското, така. Сите имаат помош. Една Грција има од Англија помош, така да не набројуваме, но ние не добиваме помош од никого, а сопствените напори ни се од нив оневозможувани, така, директно. И сега гледаме дека тие последици уште се. Тоа е сега на една нова политичка генерација, зборам 30 години е голем период, да се избори со тоа на начин кој е нужен. Не само кој е возможен, кој е нужен. Значи, што научивме овие 30 години, господине Поповски? Научивме ли воопшто нешто? Или се премалку сепак? Или сепак не може да се преминат, да се прескокнат така лесно историските периоди и фази? Па се надевам дека нешто научивме. Праксата покажува дека многу не научивме. Тоа што сигурно можеме да го кажеме е дека ништо не доаѓа само по себе, нема случајност, за се мора да се изборите, за се мора грчевито да се изборите. Што е нормално. Да, многу откажувања се потребни. Тоа што ми смета е денеска, например, во последниве 10-20 години, што многу малку сме спремни на откажувања во животот. Значи, едноставно сметаме дека не треба да се откажеме од својата лагодност. Не е точно. Треба многу да, во секоја смисла, да штедиме, да се трудиме за еднината да мислиме. Ни се појавија проблеми кои не мислевме дека ќе бидат. Голема корупција, леснотија во политиката. Мене многу ми смета што немаме визија за идните 2, 3, 5, 10, 20 години. Големите историски одлуки се носат за далечна иднина, не за денес. Денес такви одлуки понекогаш се носат, но многу често не се. Особено во животот кој не е стратешко политички. Така. И треба да се прават жртви за тоа, нема без жртви ништо. И во обичниот живот се образовате, учите, тоа е жртва за да во иднина имате добра и доходовна работа, така. Создавате нешто за да можете користите во иднина, се откажувате од нешто за да имате друго. Значи тие жртви денеска малку ги гледам во општеството, во генерална смисла, не во буквална. Да. Сметате ли дека најсоодветна беше владата, првата влада всушност, најквалификуван состав, најобразован, најподготвен во секоја можна смисла да служи, да биде влада? Па, формално најобразована, сигурно, затоа што беше ставена по експертски принцип горе-долу од универзитетски професори, но имаше една мана. Политичкиот плурализам постои така што треба да имате влада што има политичка потпора во парламентот, од мнозинство кое знае што сака. Оваа влада немаше таква потпора. Значи, за некои работи сите мислат исто, за некои работи се разликуваме и она нема на кого да се потпре. Значи, нема свое стабилно мнозинство со кое може да функционира. Во плуралистичко општество и повеќе партиско што оди на избори, таа за жал не може да опстои. Она си ја заврши таа улога своја првите година и колку постоеше. Кога веќе почна да се развиваат некои проблеми што да се прави, мораше да се има едно мнозинство, лево, десно, центар и така натаму, или коалиција која знае што сака, има потпора за тоа што го прави во парламентот и во гласачите. Така што мислам дека беше нужна во една констелација на односи, но не беше не лично како личност, туку не беше како конструкција можна да продолжи понатаму да функционира. Времето покажа дека и така беше и замислена таа, после невозможност да се формира политичка влада. Кога се создаде услови да се формира политичката влада, тогаш беше подобро отколку да остане експертската. Најинтересното прашање, со Исмет Рамадани која зборува вчера, рече дека имали таква колумна, ќе не бидели, ќе ја бидели Македонија. Кои се предизвиците и кои се решенијата? Дали ќе ја биде Македонија е прашање кое секој го има од свој агол гледано. За некој она што е успешна Македонија, за некој е неуспешна. Значи, просперитетна Македонија без рамноправност економска, да речеме, или граѓанска, некој ја прифаќа, некој не. Секој гледа од свој агол. Јас сум уверен дека на долг рок, еве, според вашата терминологија, треба да не биде. Прво, зашто стануваме опасни доколку не биде. Значи, контекстот на односите околу нас е опасен ако нас не биде. Тоа е невозможно практично.
И конечно мора после еве 30 години добар јубилеј да сватиме дека мора да работиме многу посериозно, дека нема случајности, дека треба да имаме краткорочни, среднорочни, долгорочни планови, треба да имаме национални консензуси, дека тие не се градат така што меѓу себе само ќе се обвинуваме, туку некогаш треба да се седнат, да се разговараат. Ги имаме во историјата такви. Да речеме рамковниот договор или Охридски, како сакате, може да се критикува и така натаму, но баредно покаже дека можеме за некои прашања да изградиме консензуален однос, тој подразбира нормално компромисот во позитивна смисла. Такви компромиси ни требаат поголем број и кога еднаш го постигнеме, ба додека не се покаже тотално нефункционален, да обстојуваме на него, не премногу брзо да го менуваме. Тоа не е лесно. Тоа не пати само Македонија. Има нови предизвици кои не се предвидени. Гледате сега што се случува со општеството, например. Општествениот менаџмент зависи од здравствениот менаџмент. Здравството определува дали ќе имаме образование, кога и какво. Дали ќе работи еден сектор или нема да работи. Економијата како ќе се диктира од здравството. Такви предизвици ќе има. Некогаш надворешната политика ќе диктира заради односите со Европска унија, некогаш економската, некогаш здравствената, но мора да имаме механизми и институциите да можат тоа да го решаваат. Сега ке институциите, за жал мислам дека сме со најлошите оценки. Институциите не ги создадовме. Дури некои политички институции се подобри од државните. Например, ние имаме 2-3 партии во Македонија кои како институции се подобри од некои државни институции, зашто имаат своја структура внатрешна и функционира 30 години релативно добро. Но во државата не ги прелеавме. Има добри, но има и многу лоши институции кои не може да обезбедат тоа за што се формирани. Тоа е предизвик. На 8 септември беше денот кога се гласаше за независноста на Република тогаш Македонија. За жал, може би самата атмосфера или времето од дистанца имаше партиски став на ПДП тогаш да не се гласа да не се излезе на референдум. Тоа беше ваша партија? Наша партија, иако немаше повик за да им се кажува на луѓето дека немојте да излезете на гласање, меѓутоа како партиска структура не бевме тогаш спремни, иако во нашиве разговори и нашите анализи тогаш доста се плашевме дека нема да помине референдумот, односно независноста на Македонија, затоа што бевме заинтересирани сепак Република Македонија да биде независна држава. Која е причината? Од оваа дистанца можам да кажам дека имавме една декларација поднесена во парламентот тогаш и со председателот Глигоров и кај председателот Глигоров декларација за равноправниот статус на албанците во Македонија. Не се прифати, се игнорираше таа декларација, а имаше работи 9-10 точки имаше кои се многу слични, односно тоа што е денеска рамковниот договор, односно Охридскиот договор и прашањето кое беше поставено на самиот референдум со право за сојуз со една од државите во Југославија, тоа за нас асоцираше дека затоа што тогаш само Србија остана како и Србија и Црна Гора ми се чини. Другите веќе прогласија независност. Така што тоа беше причината, иако можеби бевме во ситуација кога требаше да се донесат одлуки во виорот на војните веќе во бившите југословенски републики. Така што тоа беше. Сакавме да биде независна, а во исто време се одлучи врвот на партијата тогаш
структурите на партиите да не излезат. За да биде појасно за јавноста, сепак еден добар дел на граѓани албанци, велам, излегува на референдум. А што правевте дента кога се славеше? Ноќта? Ништо. Вие? Ништо, едино што Вие како Исмет Рамадани. најискрено да ви кажам, ме радуваше тоа што успеа референдумот. Меѓутоа, во исто време не се чувствува добро што личен придонес во сето тоа не дадов, поради ставот на партијата. Ние како пратеничка група пред референдумот се донесе декларација за независност. Декларацијата ја гласавме. Второ, јас 5-6 месеци со неколку пратеници бевме и во Сојузното собрание, значи тогашната федеративна Југославија, во Сојузот во покраините и републиките и покраините. Таму тие 6-7 месеци ни беа многу тешки. Таа делегација ја водеше господинот Гошев, а во времето се разбира на Милошевиќ и неговата позиција тогаш. Прво, Гошев не беше припатен како што треба, затоа што он од почеток опонираше на сета таа хомогена политика на Милошевиќ, а секое наше јавување на говорница беше, се противеа посебно пратениците на Србија. Дури памтам едно време му се обратив, пошто учествуваше тогаш председател на извршниот совет, односно тогаш премиер беше Марковиќ. Јас ми остана таа во бокс, беше, мислам дека во политика, му се обрати вака, додека вие, господине Марковиќ, спремате реформи, правите реформи, другите веќе кројат униформи. И навистина веќе се појавија тие униформи во дел на Хрватска, Ерцеговина и така натаму во Босна. Така што беа моменти кои се беа многу тензични и во донесување на одлуки секогаш беше тешко затоа што не бевме начисто, не знаеме што утре дента ќе се случи. Моментот што сакам да го истакнам, JNA беше во Македонија. Мислам дека тој разговор, односно тие преговори на Глигоров со генералот Аџич, исто така заслужува посебно признание и за председателот тогаш, затоа што ретко се случуваше врвот на тогашната армија JNA да прифати преговори или разговори и како и да е тие отидоат тука. Имавме после во собранието моменти кои беа многу тешки затоа што имаше така наречени јастреби пратеници кои посебно од ВМРО ДПМН тогаш, кои мислеа дека треба на пат некаде да се излезе и да не им се дава даде на JNA да земат ова оружје и сето тоа што. Меѓутоа, можеби се потрефи председателот тако што секогаш знаеше како да им пристапи, дури и на тие така наречени јастреби. Голема среќа во тоа време беше што на овој дел имаше еден тандем кој беа за миролюбива политика Глигоров-Ругова. Тие дури има и одлични односи меѓу себе, се консултира.
затоа што имаше интенции и за малку тоа ќе поминеше, да се отвори така наречен Јужен фронт, каде што Македонија, Косово и овој дел би се вклучиле во таа војна која веќе се водеше. Понатаму во однос на првиот мандат сепак има добри работи што се донесе уставот, референдумот, уставот. После веднаш проблемот со Грција. Бевме многу огорчени од Лисабонската декларација. Се сеќавам, не повика председателот Глигоров и ни кажа дека од денеска немаме име. Ни се признаваше територијалниот интегритет без име. И ни се обрати вака на, да кажам, повлијателни тогаш политичари и пратеници, каде имате врски низ Европа и секаде, разговарајте за да наредниот самит беше во Единбург, да ни се даде правото за членство во Обединетите нации и тогаш успеавме сепак да ја вратиме позицијата на Македонија со ФИРОМ, со бивша Југословенска република Македонија, меѓутоа сепак со резолуцијата 817 тогаш се даде шанса да се преговара, разговара со Грција. Меѓутоа не одеа работите како што треба. Тука се појавија, после имаве ембарго и требаше голема умешност тогаш низ тој проход политички, затоа што немаше амбиент. Во другите републики веќе се водеше војна. Косово беше темпирана бомба. Ние тогаш се прогласивме како оаза, али едва издржавме, но сепак не застанавме. Во такви услови донесени се доста значајни историски одлуки. Ние после тоа станавме членка на ОПСЕ, тогаш КЕПС, станавме членка на Советот на Европа, 95-та веќе станавме членка во соработка со НАТО во партнерство за мир. Исто така мислам дека маестрално политички дипломатски играно тогаш со барање да дојде УНПРОФОР и УНПРЕДЕП, затоа што кога дојдоа преку 100-120 еднаш, ама во тие 120 имаше 80 маринци. Границите со Косово, односно Србија тогаш беше присутна, нели окупирана Косово, и границата со Србија беше многу проодна и рискантно беше. Не знам, веројатно некои се сеќаваат, тие има со нивната војска продор еднаш тука некаде до Крива Паланка во границата, до Танушевци и со доаѓањето на УНПРОФОР кој после стана УНПРЕДЕП, ние неколку години барем границите ни беа сигурни за да можеме внатре да исто така во тој тек на настани, мислам, тешки, тензични ситуации, дури преговаравме како политичка партија како медиатор беше Герт Аренс, тој беше германски дипломат кој беше авторизиран од Обединетите нации. Исто така и тука постигнавме еден документ. Стигнавме до еден документ кој пак веламе сличен на Охридскиот договор, меѓутоа
другата страна, сега велам, условно пак кажувам, македонската страна не сакаше да го подпише, иако од оваа дистанца беше многу, мислам, пристоен документ во однос на правата, во однос на образование, јазик, култура, учество во институциите, затоа што низ пракса ПДП тоа најдобро го знаеше. Ние сме прва политичка партија која сакаше и секогаш сакаше преку институции да се остваруваат и правата, создавајќи политичка клима, познате тоа степ бај степ, чекор по чекор, за да не прифаќат и сваќат и македонците дека реални се барањата, реалните се барања ова правата. Мене ми се случувало како пратеник во паузи низ градот. Ме поздравуваа и македонци кои велеа за одредени ставови не се сложувам со вас, меѓутоа начинот како настапувате вие од ПДП како парламентарна група, тоа мораме да го признаеме, односно тоа го прифаќаме. Да ве прашам, кој беше најзаслужен што немаше крвопролевање во Македонија, да се добие независност? Мислам дека без конкуренција најзаслужен е председателот Глигоров. Социјалдемократскиот сојуз и ние како ПДП, затоа што за среќа имавме претеничка група, не го велам јас, мислам другите и председателот Глигоров и нашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, затоа што бевме и во коалиција тогаш. Мислам дека дадовме многу од себе да не дојде до крвопрелив. Ја знаевме таа црвена линија, секогаш сакавме со диалог работите, а во однос на ВМРО ДПМНЕ не можам сите тука да ги ставам во исто, али имаше некои кои не мислеа многу да ги решаваме проблемите со диалог и со парламентаризам. Нормално и во опозиција и кај албанците имаше одредени политичари кои малку беа ајде да кажам, радикални во однос на решавање на проблемите низ институциите. И сега, најтешките периоди во овие 30 години, како би ги посочиле? Кои се тие? 90-тите беа тешки години, затоа што во исто време градиш суверенитет, државни атрибути, институции, градиш држава со сите нишани, што се вели, а од друга страна имаш војни, имаш неблагодарни, односно не баш пријателски однос и на соседите. И тоа денес остана. И тоа веќе... Кои се останатите, освен која се формирала државата, низ овие 30 години? Споменавте ембаргото. Да, ембаргото беше, мислам, тогаш. Сите тие демонстрации, протести кои се случува, кои понекогаш беа репресивни, во 90-тите години, Битпазар, Гостивар, мислам, од оваа дистанца, Штуловиот универзитет, Универзитетот Тетовски, тие беа работи за кои се реагираше многу репресивно, а немаше потреба, затоа што ние бевме во институциите. Значи, имаше платформа за разговор, за преговори. Мислам дека таа репресија и влијаеше многу
дури би рекол и 2001 може би доаѓа од самите репресии, гостиварските случувања и така натаму. И Останати точки? Останати тешки периоди? Останати тешки периоди, мислам дека добро, конфликтот 2001 е тежок период кој не мораше да дојде до конфликт. Да речеме, да влијаеше малку повеќе тие наши настапи во парламентот и да имавме фидбек. Може би, велам, иако сценаријата никогаш не можеш да ги познаваш и да ги знаеш до крај. Може би ќе поминевме многу подобро. Тетовскиот универзитет ни создаде многу проблеми. Некако не можевме да ги убедивме никако колегите за високо образование на албански. Тоа дојде, меѓутоа сепак имаше трзавици, па таму погина човек во самиот универзитет. Така што тие се моменти кои од оваа дистанца мислам дека можеше да ги поминеме без вакви. Други моменти, мислам дека после 2001 и после рамковниот договор Охридски, веќе полека работите почнаа да доаѓат на место, иако имаше едно незадоволство со динамиката на остварување на сето тоа што беше напишано како измени во Уставот и така натаму. Но како и да е, сепак има еден напредок и доаѓа 2005 добивме од Европска Унија, мислам, тогаш да се отварат кандидатски статус. Преговори, односно кандидатски статус. И ни дојде 2006 промена на власта и доаѓањето на ВМРО ДПМН со Груевски. Сега, од 2006 до 2016 мислам дека тие беа години кога сите страдавме како општество, затоа што нивното управување, односно нивното владење не беше прифатено како што треба. И тука веќе добивме лоша квалификација и од Европска Унија, и од Советот на Европа. Добивме квалификација за робена држава. И тогаш и криминалот излезе на виделина, па бомбите кажа дека на вистина имало многу лошо функционирање на државата. И тие се изгубени 10 години. Компромисот со Грција ќе беше многу подобар тогаш. Јас сум сведок и знам, тогаш имав информации дека може би името за внатрешна употреба ќе се сочуваше, меѓутоа немавме премиер, немавме власт која требаше тоа да го искористи. Се правеа обиди дури и после 2008 самитот во Букурешт, кога ние бевме кандидати за членство во НАТО, меѓутоа по се изгледа немавме влада која беше заинтересирана. Кои проблеми ги гледате во идно време или во сегашноста кои ги имаме и решенијата? Јас секогаш сум ги
на еден начин сум сакал да имаме луѓе кои решаваат проблеми, а не кои остават проблеми за другите. За жал, имавме ние и премиери, и председатели кои не беа спремни да решаваат проблеми, него некако како да беа заинтересирани само да им помине мандатот, па нека остане проблемот за другиот, за наредниот. И кои се тие предизвици, тие проблеми? Предизвици. Прво, како позитивна личност можам Борис Трајковски да го Не, говориме за иднина. За иднина? Да. Кои се предизвиците пред кои сега сме исправени? И проблеми со кои и решенијата кои можеме да ние имаме две добри решенија од наша страна во однос на проблемот со Грција, и тука не можеме да не кажеме дека не е заслужен премиерот Заев, односно таа влада кој го постигна. Без разлика какви се реакциите, меѓутоа такви признанија веќе се добиваат од меѓународната заедница и тука, веројатно од мнозинството. А иднина? Говориме за иднина? Да, па иднината веќе се базира. Так. Иднината сега е како и овој договорот што го имаме со Бугарија. Тој е добар договор за добрососедски односи и пријателство. Има одлична основа, меѓутоа бугарската политика одеднаш се менува кон со нивниот став кон договорот и тука ние воопшто не сме виновни. Мислам дека ние и понатаму се обидуваме и веќе успеавме да ги убедиме во Европска Унија, каде што стремиме да бидеме членка, да ги почнеме преговорите. Меѓутоа, ни треба можеби уште малку време и најверојатно не можат да опонират бугарските власти на нешто што е апсолутно нелогично, неприфатливо. Во овие времиња да бидеш членка на Европска Унија и на НАТО, а да претендираш друг да се откаже од идентитет и од јазик, тоа јас би рекол најкратко и никој не сака да ме сватат погрешно, али тоа е примитивно. Мислам, во политичките размислувања е примитивизам. Ќе биде ли Македонија? Ќе биде Македонија. Јас и тогаш, кога малку имаше надежди, имаше дилеми, и тогаш кога ја пишував таа колумна, идејата ми дојде пошто како човек од политиката ми се поставуваше прашање од обичните граѓани. Ќе ја бидели, и ми дојде идејата и во самата колумна мислам дадов насоки и потврди дека ќе ја биде и навистина ја бидува Македонија. Мислам дека тоа е завршена работа, едино што треба многу да дадеме од себе Македонија, како Северна Македонија да биде и членка на Европската Унија. Со тоа заокружуваме нешто што од првиот мандат бевме определени како политичари, како пратеници. И мислам дека Република Северна Македонија сега веќе има перспектива да биде држава во која ќе биде добро да се живее. Добри ден за Јадранка Костова, новинар, уредник, долги години во Фокус сега. Сведок на оно што се случуваше на 8 септември, да предадете во овој специјал за 30 годишнината од 8 септември и веднаш на почетокот предпоставувам сте биле на работа во јавниот сервис, тогаш како изгледаше тој ден 8 септември?
Атмосферата ме интересира, денот, како го поминуваше и Јадранка? Беше ли тензично, беше ли напнато? Па не толку тензично, но навистина имаше еден набој целиот ден. Кампањата за референдумот траеше 100 денови, имавме отворени студија. На 8 септември дента по распоред ме ставија во вечерните часови, имавме отворено студио со многу јавувања, нели, разговори и слично. Веќе кога дојдоа информациите дека е успешен референдумот со огромни, нели, проценти, кога заврши нашата програма, добивме информација дека на плочадот, нели, се случува една фешта, едно славење. Со неколку колеги тргнавме пешки на кај плочадот и тука кај собранието веќе кога одевме на кај плочадот Македонија, излезе во тој момент претседателот Киро Глигоров со една група од кабинетот или се сеќавам по тоа дека честитавме, нели, онака успешноста на референдумот. И во тој момент онаа снимка што сите ја даваат кога ќе се спомене 8 септември на плочадот кога Горе се што се на сите бината не бев горе, долу бев. Кога беа премиерот Клюсев, Глигоров, министри од владата, некои колеги, кога прогласи и честиташе Глигоров, нели, самостојна и независна Република Македонија, кога се отворија шампањците, следуваше она позната numera на групата Меморија Македонија, препевот од песната од Адо Топич. Величествено беше, наистина, таква позитивна енергија на плоштад немам видено. Да не споредуваме разни собири кога ги носат, нели, со автобуси, па со диригирано. Или кога има, да, кога има и такви спортски. Мислам, тогаш ја има таа спонтана позитивна енергија. Навистина беше голем ден. А денот како ден, значи од почетокот, од сабајлето на референдумот, беше нешто специфично кај луѓето, нешто се чувствуваше. Знаете, затоа што прашањето е помалку, не помалку, туку прашањето е такво какво што е. Југоносталгија кај дел од луѓето. Јас вака, како јас го толкувам тоа, партиите, нели, ќе се препукуваат со тоа, ние бевме, вие не бевте, не знам, ти реков ми речи такви работи. Но, моето мислење за тој период, ВМРО ДПМН и Лјупчо Георгиевски беа таа моторна сила кои од стартот се залагаа за независна Македонија. Лјупчо беше и подпредседател на Глигоров. Да, но говораме века 90-те изборите, првите повеќе партиски избори. Ние ги правевме и тие ТВ соочувања, тоа беа првите, нели, соочување на лидери, повеќе партиски систем. Значи, кога Георгиевски ке кажеше, нели, самостојна Македонија, независна, со своја валута, фудбалска репрезентација, добар дел се смеја на таквите наводи. И тоа е честно да се каже. Меѓутоа, заслугата на партиите од Сојуз за Македонија, или како беше наречен со СКМ-ПДП или СДСМ, либералите на Андов, Социјалистичка партија, мислам дека тие пак го најдоа вистинскиот начин многу помудро да се изведе тоа самостојување. ВМРО ДПМН, мислам дека беа спремни блицкриг да се направи, нели, ајде ќе прогласиме, а знаеме дека ситуацијата во регионот на просторите на таа Југославија воопшто не беа, како да кажам, розови, мирисаше на војна, ЈНА беше тука, така што мислам дека тој спој на партиите и на ВМРО ДПМН, и на левиви, и на десницава беа, направија една добра комбинација за такво едно мирно раздружување. Скоро во сите држави или републики во таа Југославија, тоа раздвојување беше крваво. Македонија успеа некако да излезе од таа крвава поделба. И сега, може би неблагодарно, но кој ги има заслугите за тоа? Јас се сеќавам, мал сум бил, но се сеќавам. И постојано го говорам, бидејќи ги гледавме ние снимките ЈНА практично кога се повлекуваше, до утикачите ги вадеа од тука треба, виш, таа една мудрост во преговори, смиреност во сето тоа. Затоа реков, да не се оди на ура. Се следеше развојот на настаните. Јас
90-та есента бев ме испратија во Сараево во Босна и Херцеговина на првите повеќе партиски избори. Имаше колега од Нова Македонија од радио, бевме таксисто што не носеше до градот, но и со сите што разговаравме колеги, бе убедени дека е невозможна војна во Босна и Херцеговина. Дека не постои семејство кое етнички чисто. Значи имате бошњаци, срби, хрвати, мешани бракови. И тоа им беше како едно невозможно сценарија. Но, ете, победија етничките партии на сите три. И бидна војна во таа Босна е едно од најкрвавите. Така што едно е нели посакувањето и желбите и некакви проценки, обично секогаш проценките си ги правиме на она што би сакале, тоа ни преовладува. Случајот од Босна го кажувам дека ете се е можно на овие барем балкански простори. И практично кои што рани се уште се лекуваат. Да. Се уште Босна и главното, е индиректно нефункционална или функционална. Да, и позната е онаа мисла на Глигоров што често ја цитира, кој велеше при тоа само мир да има. Нели? Да. Бевме подготвени за независност или бевме принудени ние со оглед на крвопроливањата кои што се навестуваа практично? Па јас имам впечаток како да бевме приморани. Бидејќи Македонија правеше се до последен момент, прифаќаше секоја варијанта на некаква реорганизација на таа федерација, доаѓајќи веќе кога Словенија и Хрватска многу јасно декларираа дека ќе се отцепуваат, се направи онаа платформа Глигоров и Зетбеговиќ за некаква симетрична федерација, нешто конфедерално, федерално, мислам, некакви миксови, се правеше се на тој план, ако може нешто да се сочува. Кога веќе се виде дека од тоа не бива ништо, се тргна во опцијата за независност, особено кога веќе беше абсурдно да останете вие во некаква скратена Југославија во која ги нема Хрватска и Словенија. И тука немаше двумење. Мислам дека главните разлики меѓу партиите и меѓу раководството на партиите и оние кои беа на државни функции беа околу тоа начинот како да се изведе и по можност тоа да биде на мирен начин. И како тече подготовките за референдумот во смисла на тоа што со кои се предизвици се соочува? Нели овде имате Србија, Милошевиќ од една страна, тогаш се посилен, од друга страна имате бојкот на албанците на самиот на референдум, кој што може после да го вадиме како рефлексија за она што се случуваше во 2001. Па да, имаше, овде беше познато дека некои дури нели портретите од Милошевиќ им се да закачени. Факт е дека постоеа нели некои сили кои беа за останување во таква скратена држава, федерација. И повторно сакам од оваа временска дистанца работите да ги гледам малку попозитивно. И мислам, без оглед што разни толкувања ќе добијате од партиите, јас мислам дека референдумското прашање со онаа додавка, нели, дали сте за самостојна и независна суверена Македонија, со право да стапи во сојуз, нели, на како беше Еден сојуз со југословенски, нели, како беше се ете видиш го заборавивме. Да. Мислам дека беше ставено за да се придобијат гласови на таквите луѓе кои уште беа во спој со Југославија им некако натежнуваше во. И мислам дека таа додавка на прашањето беше од тие практични причини, јас сакам така тоа да го гледам. Така се го толкував. Инаку, ако ги прашате политичарите од едните и од другата страна, ќе добиете различни објаснувања. И сега, преминот од, можеме после дистанца од 30 години да го направиме една анализа на тој преминот социјализам кон демократија. 30 години е сериозна бројка во смисла на тоа што 30 години како човек е веќе возрастен човек. Ние се чини како држава се уште поминуваме детски болести, политичка култура никаква и не знам со кого разговарав и вели таа прва влада треба да биде сега.
А се овие што беа требаше да бидат прва во смисла на се она што се случуваше приватизација и така Па натаму. сега, да, политичка култура нели може недостасува, но немаме демократски традиции, немавме тогаш. Не знам сега овие 30 години. Мислам дека уште помалку како да имаме понешто го гледаме во парламентот. Но тој прв состав парламентарен од оваа временска дистанца, иако некогаш седниците многу ми делуваат драматично, ма тој собраниски состав од тие такви историски времиња се работеше и цели ноќи, и денови. Имаше жестоки полемики, но секогаш наоѓаа на крај некаков договор. Таа влада, најголемата афера беше една набавка на неколку возила Toyota. И тоа демек се скандализираше, па кога ќе земете вие сите следни влади што се приредија, дури мене ми делува смешно што нели се крена таква врева за набавката на неколку Toyota. И што де факто научивме ние со овие 30 години? Научивме или нешто? Ние сме поларизирани и поделени на едно страшно ниво. Па сме, затоа што тука вината ја гледам во начинот на кој функционираат партиите главни. Јас мислам дури ни во еднопартискиот систем, ни во социјализмот не била главна желба на младите да се вработат на државно. Дури ни во тој систем, искрено речено. Додека партиите функционираат како биро за вработување, како она дуел со акционерски друштва или слично, во кој партиската приврзаност железни врати отвара, односно за вработување, за тендери, за напредување. Се додека е така, додека партиите се фалат со број на членови, а не со гласачи, тешко да има прогрес. Професорот Ѓорги Марјановиќ, кој беше председател на Лигата за демократија во тоа време, често го истакнуваше тоа, дека европските партии не им е битна бројката на членови, туку на гласачи. Затоа што секој нов член кој ќе се пофалат, сме примили уште толку илјади, јас се сепнувам уште толку усти за ранење имате на државна сметка. Така некако е да искарикирам. Не може секоја смена на власт се да менувате вие од кадровскиот состав. Зошто некој ако е способен, ако некоја установа, јавно предпријатие или не знам, добро функционира, чуму е смената? Се знаат позициите во министерствата и слично, но овде некако тоа е едно вртење во круг и имаме летво место, всушност. И некако имаме интелигенција која што е маргинализирана, свесно Па не или знам, несвесно. види Мишко, не знам дали е маргинализирана. Например, еве, да ги земам ресорите здравство и правда. Министри за здравство биле врвни доктори, професори, ама врвни во својата струка. Каков ни е здравствениот систем? Ние повторно имаме одлични лекари и доктори. Организацијата каква е? 30 години се наслушавме, нели сите се борат за правна држава, за правда. Ресорот го водеа професори од правен, одлични, доктори на науки, доктори на правни науки. Каде сме исто на тој план? Реков, според мене, диагнозата ми е во лошата поставеност на партиите, кои со такво членство и со тој споил систем не водат напред. Тоа е мојата диагноза или за фелерот или фалинката која не држи тук. Останува впечатокот дека ниту еден лидер досега не сака многу паметни луѓе околу него. Или греши? Јас мислам дека стално тврдам дека секоја година повеќе власт или секој нов мандат сите гарнитури се повеќе забегуваат. Тоа е таа моќта што нешто веројатно опива. Стануваат суперсензибилни, ранливи на најбенигна забелешка да им дадеш. Така да, почетоците на секоја влада, првата, втората година, тоа е сосема
една слика, како минува времето, така се повеќе се забегува во одредени, да речем, девијации, ајде. А предизвиците со кои е соочена оваа Македонија, 30 години подосна, Преспанскиот договор е зад нас, Бугарија е пред нас, едно вакво поларизирано општество по секој основ може да направи еден крупен исчекор напред, затоа што Македонија на патот кон Европската Унија се уште е таму каде што е. Влеговме во НАТО, плативме неверојатно скапа цена. За сега да не бараме грешки враќајќи се назад во годините, но впечатокот е дека ние бевме пред Хрватска, ние бевме пред Србија која што беше и бомбардирана и беше и во војна и се, и ние некако нон-стоп тапкаме во место. Мене ми иритира она кој ќе кажат ни треба Брисел како камшикар. Значи не може зошто ние сме недоветни, не знаеме кои се европските вредности, не ги знаеме правилата. Светот е едно глобално село, ги знаеме се. Зошто ни треба некој, како да сме ние малолетни или ретардирани, па мора некој да на тој план да насочува. Да, сум за Европска унија и за НАТО, неспорно. Но и да не мрднат преговорите еве со Бугарија и да блокадата, ние знаеме како треба да ни изгледа една администрација, управа, судство, правда. Зошто мора Брисел треба да ни наредува? Некогаш, нели, постоела една сервилност кон Белград, сега е една таква сервилност кон Брисел, што еве, например, дури еден хеликоптер Црна Гора ако ни прати за гаснење пожар, ќе речеме ете тоа значи НАТО, нели, ние како не баре Црна Гора не би ни пратила помош. На почетокот еве сега исто пандемијава нашето членство, значи кој ни ги даде првите вакцини? Србија, која не е членка во НАТО. Русија, Обединените арапски емирати. Значи се претерува во еден хвалоспев, едно величење, не баре ние кога ќе влеземе во моментот мед и млеко ќе потече. Да ми пречи, не постои еден реален пристап кон еве, таа наша цел и таа наша амбиција. Да, прашањето е, можевме ли да направиме исчекор, зошто политичарите кај нас, например, ние за НАТО платевме толкова скапа цена, бевме сведоци дека годините пред тоа можеме да поминеме многу едноставно. Не беше народот подготвен или немавме политичари со визија? Знаеш што, има една мисла Бернарчо со тоа дека ние добиваме секогаш народот ќе добие такво владење. Демократијата е процес кој ти обезбедува дека нема да добиеш подобро владење од тоа што го заслужуваш. Тоа сме ние. Не предводеле тие што ние сме ги избирале. Но вие имате една анкета пред неколку години што добро отсликува што е просечниот гласач. А тоа е дека 1/3 и повеќе смета дека е нормално тој што е на власт да биде корумпиран или народски речено нели да крадени. Ако толкова бројка на луѓе смета дека е тоа нормално, ако огромен процент смета дека е нормално дека неговото членство во партијата заслужува, нели, тој да добие вработување, како што оние очарена револуција која заврши спомените, која почнаа да се жалат по социјалните мрежи, ја идев на улици, а оној го ставија на функција, оној го вработува. Тоа е просечниот македонски гласач, и бидејќи тоа доминира, можда мнозинството е со поинакви ставови, ама тоа е тивко, или апатично, или не сака да се меша, додека е така, додека тие одлучуваат, ние ќе ги имаме тие што ги имаме и што сме ги имале до сега. Така. Може ли ова да функционира оваа држава како едно мултиетничка држава, како што многумина ја замислуваат? Зошто да не може? Може. Меѓутоа, видете, секој избори го гледаме тоа. Што е основата на партиите? Да го дразниш на националното ткиво на своите гласачи. Имаме етнички партии, така? Ако го национализмите се ко сврзани садови. Еден ќе ја крене реториката, тоа предизвикува веднаш реакција. Мојата надеж се тие млади луѓе што доаѓаат од
од сите етникуми, нели, во Македонија, една образована генерација, што мислам дека може да амортизира некои работи. Инаку додека партиите се сега имаме ова јас го ценам како еден добар потек покрај коалициите што прв ги направи СДСМ нели заедно со албанските партии, сега имаме предизборна и на ВМРО со албанските партии, што сметам дека малку ќе ја намали таа реторика на национална основа. Мислам тоа големи. Јусев на албанци, македонци. Таа не престанува, тоа е константна. Овде уште и тоа е една од фелерите на нашиот систем, дека не го третирате вие политичкиот противник како конкурент, туку како душман. И тоа е по тие, како да кажам, правила за нели да имате да го кревате адреналинот на членството, мора да имат ние против нив. Мора да имате непријател. И сите избори се живот и смрт. И добар дел од тоа членство, познавам луѓе и од сите партии, нели? Кога дел од нив дури не име дали ќе дојде таа партија што он ја симпатизира, туку да не дојде тој другиот. До таму е отидена таа поделба. Едносемена омраза се посеа во периодот, особено во периодот од 2008-2010 натаму, што тоа семе си пушта корена. Сосема за крај, ќе не биде ли се затворија ли прашањата за поделби? Не, ќе не биде. Секако дека ќе не биде. Проблемот е што многу споро тоа одиме и тоа иритира. Дека сме можеле многу повеќе да направиме, но има еден интересен феномен. Значи, постојано овде се вади секоја влада, сите политичари на законите. И тоа е создавање илузија дека ние сега овој закон кој ќе го донесеме, се ќе биде во ред. Па имате, ги менуваат, не знам, не постои држава што толку промени има во законите. Колку пати е сменет изборот на членови на судски совет или на судии. Колку пати е менуван законот за јавни набавки. И секојаш сега кога ќе го промениме, никакви промени немате. Не се виновни законите, луѓето што владеат и што ги спроведуваат законите. Тука е фелерот. Поделбите, во моментов не гледам дека ќе се смират, како што реков, функционираме, видете реториката, кој вокабулар е за политичкиот противник. Ќе биде подол процесот. Сметам дека повторно треба нови генерации или создавање на некакви нови партии со нов имидж и практикување на политиката поинаку од она што ние досега го гледаме и што едно фино мнозинство смета дека е тоа нормално, како што реков. И 30 години подосна, дали ние сме југоносталгични и дали албанците чувствуваат оваа држава за своја? Па, да ви кажам се, нон-стоп, ја мислам како и да сите избори, нон-стоп се наоѓа по нешто, уште ова да се направи, уште ова. Ние имаме многу исто битни екзистенцијални прашања. Здравството или образованието ги допира и македонци, албанци, и срби, и турци, но тој вокабулар во кој тие се навикнати дека гласачкото тело треба да му ветуваш големи национални соништа, нели? Не изместува од тој колосе кој мислам дека не е баш европски.